Време е за следниот разговор. Ни пристигна веќе соговорничката во студиото 5 на Македонската телевизија. Говориме на тема која што е актуелна и на која што сите треба гласно се повеќе да алармираме доколку сакаме решенија. Значаен дел од политиките на Европската Унија и борбата против климатските промени на глобално ниво и токму заштитата на животната средина е дел од преговарачкото поглавје 27 кое што ги содржи прописите на ЕУ, за кои познавачите велат дека ќе ни представуваат сериозна главоболка доколку не се посветиме ние поангажирано на темата. Потребно ли е заострување на казнената политика за загадувачите и каде е Македонија на тема заштита на животната средина? Говориме со пратеничката Маја Морачанин, која што низ годиниве се погласно говори на оваа тема, а ќе ве прашам подоцна и дали ве слушаат. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Ќе започнеме со неколку статистички податоци кои што пристигнуваат од Државниот инспекторат за животна средина, кои што велат дека само минатата година една кривична пријава има изречена инспекторатот за палење трска во Охридското езеро, останатите се прекршачни и се во вредност од околу 600.000 евра. Потребно ли е, господја Морачанин, прво прашање за острување на казнената политика кон загадувачите, доколку сакаме полесно да ни оди на оваа тема? Вака, значи, дел од казните се зголемија во Законот за животна средина, но она што не го направивме, тоа е измени на Законот за прекршоци, кој што исто така имаше предлог до собрание пред 3 години за да се зголемат казните за загадувачите, бидејќи тој е системски закон со двотретинско мнозинство, едноставно немаше политичка волја кај повеќето, да речем, политички групи во собранието и законот едноставно воопшто не влезе ни во дебата, така што останаа тие се уште ниски за мене казни во законот за прекршоци, додека пак велам во законот за животна средина, мислам максималната казна е некаде околу 200.000 евра. Тие потоа според закон одат на спогодување во Комисија за Министерство за животна средина, каде што можат со договарање казната и да се преполови. И сега може би вака звучи многу голема сума, не знам 100.000 евра изречена казна и така натаму, но верувајте, тоа не се големи казни, кога имаме предвид какво е загадувањето и уништувањето на животната средина, особено кога станува збор за такви еколошки инциденти. И добро е што еве сега и во кривичниот законник веќе се внесоа и дела како екоцид, кои што ги третираат овие дела за повреда, односно уништување на животната средина, така што во тој поглед има промени и усогласување со европските директиви, но знаете како, мене од една страна ме радува што се изрекуваат казни, за разлика од пред неколку години, како и да немаше загадување, воопшто многу ретко се казнуваат загадувачите, сега е тоа поинаку, но од друга страна тоа значи дека имаме се уште големо загадување на животната средина, што вакви казни се изрекуваат и тука е проблемот. Треба да се работи на тоа да не се случуваат еколошки инциденти, да нема загадување, бидејќи кога еднаш ќе се случи, тогаш последиците многу тешко и со години се решаваат, а некогаш и воопшто не може да се врати животната средина во првобитната состојба. Еколошки инциденти и ова што се случува во Орман во моментов, чекаме да видиме денеска што ќе покажат анализите. Граѓаните кои што живеат таму се загрижени. Апсолутно сите сме загрижени, затоа што е тоа навистина загадување на животната средина со толку големи количини на отпад. Ги чекам и јас резултатите од анализите и ќе ги коментираме апсолутно и убедена сум дека сите што биле одговорни во ова, еве да речам, уништување на животната средина, ќе сносат одговорност. Живееме свевидна економска и енергетска криза. Кога живееме вакви кризи, граѓаните најмалку што мислате на животната средина. Сакам малку за аерозагадувањето да продискутираме, бидејќи во овој период актуелна е грејната сезона. Но она што мене ме интересира е каков е вашиот впечаток, колку во економска и енергетска криза каква што живееме трпи заштитата на животната средина. Се враќаме ли неколку чекори поназад, господја Морачанин? Вака, да. Најчесто социјалните проблеми преовладуваат во однос на проблемите од животна средина, но мислам дека е многу важно да зборуваме дека ние кога зборуваме за животната средина, за климата, всушност зборуваме за социјална правда, за социјални мерки, бидејќи овие две теми, екологија и
социјална правда се тесно поврзани, тоа се две страни од една иста паричка. Зошто го велам ова? Зошто се еколошките мерки и социјални мерки? Бидејќи најмногу пак од загадувањето страдаат социјално најранливите категории граѓани во општеството. И не само кај нас, тоа е случај секаде. Значи, тоа е докажано дека е така. Бидејќи тие луѓе кои што се поранливи од социјален аспект, еве, ако сакате и со грејењето, тие немаат ни можност практично да го сменат начинот на загревањето на своите домови, бидејќи немаат дури можност ни да пристапат до овие и мерки што се даваат, нели, за замена, бидејќи треба прво да ги купите инверторите, па или по еколошките печки, па потоа да ви ги рефундираат парите. Значи, овие граѓани практично се принудени да користат за загревање на своите домови нееколошки начин на загревање и нормално дека тие најмногу страдаат од тоа, да не зборувам дека понатаму и кога се случуваат проблеми со здравието, за нив е многу потешко да го заштитат своето здравје или да си обезбедат медицинска помош. Така што тоа е една тема, би рекла, само дали ја гледаме од еден или друг аспект. И уште нешто кога зборуваме еве и за економијата, 2016 имаше едно истражување од Светска банка во кое за загадувањето на воздухот и се вели дека во Македонија ние годишно поради загадувањето на воздухот губиме 3000 човечки животи. Значи, прво губењето на човечките животи заради загадувањето на воздухот, а од економски аспект те израчунаа дека тоа годишно не чини 285 милиони долари. Па сега, значи, ние тие 285 милиони долари ги трошиме секако како држава. Подобро е да ги трошиме во превенција, отколку понатаму во решавање на проблеми. И во однос на таа превенција, Шанса за центар изминативе денови ја објави онаа прва мапа на државни институции кои што користат нафта и мазут за загревање. Првично се мислам дека околу 700. Но она што мене ме интересира, ако прстот го вперуваме кон граѓаните кои што треба да бараме еколошки начини на загревање, каква порака праќаат овие институции јавни? Апсолутно се согласувам и не може само вината да се лоцира кај граѓаните, бидејќи не е така. И точно е дека прво институциите и на централно и на локално ниво треба да ги сменат начините на загревање со поеколошки. И факт е дека тоа низ годините почна да се прави, еве некои веќе успеа да ги заменат, но се уште има голем број на институции кои што па ако сакат и училишта имаме уште во државата кои што за загревање користат, не знам, дрво, мазут и така натаму. И тоа е нешто на кое институциите мора да обрнат внимание, но едноставно кога ги слушате нив, како да тоа не е приоритет. И јас мислам дека е тука работата до приоритизирање на проблемите, бидејќи секогаш се поплаките дека нема доволно финансиски средства и така натаму, но мислам дека причината е во приоритизирањето на животната средина. Кога сме кај приоритизирањето, дали како врвен приоритет треба да се стави и ангажирањето на инспектори за животна средина. Ги имаме се помалку. Има сега една интересна апликација Brit.mk која што се промовираше деновиве, во која што ние граѓаните ќе може да им помагаме на инспекторите, но секако треба да ги има повеќе. Така е. Така и добро е учеството на граѓаните во сите овие активности за заштита на животната средина. Тоа е многу важно и важно исто така институциите да бидат транспарентни. Значи не само граѓаните да се вклучат и да бараат или да праќаат представки, тоа се случува еве и со инспекторатот. Граѓаните имаат можности преку социјални мрежи, преку мејлови да пратат представка дека се случува некое загадување, но понатаму треба институцијата нели да одговори на представката и да добијат објаснување граѓаните што се случило, дали биле инспекторите на увид, што е констатирано и така натаму. Значи, во двата смера треба комуникацијата да оди, но секако е тоа многу добро да се вклучат граѓаните во процесот. Дали се потребни повеќе инспектори? Апсолутно да, потребни се и во Државниот инспекторат за животна средина, а уште повеќе во општините, локални инспектори. Податоците велат дека половина од општините во државата немаат инспектор за животна средина.
Законот за климатска акција беше последната тема на која што јас и вие разговаравме на терен, на едно линковско вклучување. Докаде е постапката? Имаме ли нови информации? Уште немаме нови информации, уште законот и на влада не е поминат, така што не е стигнат до собрание. Јас навистина се надевам дека процесот ќе се забрза, мислам дека уште некои консултации со институциите траат и да го видиме што побрзо законот во собрание и да го усвоиме. И ќе завршиме со тоа што го споменав како можно прашање на почетокот во најавата. Една од ретките која што често го крева гласот за заштитата, неопходната заштита за животната средина. Ве слушали некој господја Морачанин, бидејќи оваа тема ќе биде предмети на сериозна дискусија во рамки на преговарачката рамка за влез во ЕУ. Така, не е лесно, но едноставно мора да сме упорни, бидејќи ова многу важна тема. И не е важно само заради преговорите со Европската Унија, пред се е важно за сите нас како граѓани. Така е, изборуваме за здравието, за квалитетот на нашиот живот, така што е многу важна темата. Да, комплицирано е, се уште ние имаме добар дел усогласено со европските директиви од нашето законодавство, но ни предстојат уште понатаму усогласување и што е најважно, имплементирањето, спроведувањето на тие закони кои што еве во собрание ги носиме, што значи капацитетот на институциите, тоа ни е забелешка и во секој извештај од Европската комисија, дека е потребно да се зголеми и финансискиот капацитет и кадровскиот капацитет на институциите кои што се во доменот на заштита на животна средина и клима. Благодарам за гостувањето денешно во Македонија наутро. Оваа тема е секако актуелна, пак ја говориме и во периодот кој што следува. Ви благодарам на поканата.